секојдневно, да си го разубавуваме денот, да внимаваме на сопственото однесување, да придонесеме со мир и спокој во општеството, на кој начин и како. Еве на денешниот ден, денот кој што е прогласен за Меѓународен ден на ненасилство, прогласен е поради роденденот на Махатма Ганди, водачот на индиското движење за независност и пионер во филозофијата и стратегијата за ненасилство. Тој вели: ненасилството е најголемата сила со која располага човештвото, тоа е посилно од најсилното оружје за уништување, осмислено од гениалноста на човек. На оваа тема, професор доктор Мирослав Пендаровски е гостин во Македонија наутро. Зборуваме за ненасилството, меѓутоа, добро утро прво, професоре. Добро утро. Вака ненасилно. Ненасилно. Честит ден на ненасилството. Да го почитуваме. Да го почитуваме. Не само денеска. 365 дена годишно. За да дојдеме до ненасилството, прво треба да го дефинираме насилството. Што го тера човека да биде насилен? Од каде доаѓа? Од тука или од тука? Тоа е многу комплексна тема. Знаете како не може се даде еднозначен одговор, меѓутоа да речеме дека насилството најчесто доаѓа како систем, како склоп од неколку елементи. Пред се тука би го спомнал чувството на моќ. Да го објасниме малку тоа за гледачите, зашто не е тоа така едноставна тема. Често збориме за видови насилство, меѓутоа прашањето што е насилството, малку го разбираме. Имено кога постои одредено тело или појава, или човек, или било што, да го речеме особа со одредена сила на моќта, односно одредена моќ, врз друго лице или друга појава, чија сила на отпор е многу послаба, тогаш вака као психофизички објаснето, доаѓа до влијание на таа особа или првото лице врз второто, наметнувајќи го сопственото предоминантно влијание. Од прилика тоа би било во физиката или пренос на силите или влијание на една сила врз друга. Во човековото однесување тоа може да поприми најразлични облици, меѓутоа секогаш насилството зависи и од мотивацијата, од тоа дали имаме намера во сето тоа. Може да се случи понекогаш и, ајде да речеме и ненамерно насилство, нели? Да речеме кога едно тело под инерција ќе тргне и ќе повреди друго тело, тоа не може да го наречеме како намерно насилство, но е некоја физичка сила која влијае. А во таа состојба човечки е да се извиниш? Се разбира, Да, секогаш и секаде. И да си одговорен за тоа ненамерно. Така е. Значи, насилството може да биде, како што знаеме, физичко, емоционално, интелектуално, социјално, економско. Еве, живееме во постмодерно доба, каде што насилството не мора да биде со употреба на тупаници и клоци и со физичка сила, туку напротив. Дури ако ги погледнеме современите војни, за жал, кои се водат, еве, зборуваме за ненасилство, меѓутоа насилството е присутно, ќе видиме дека и тие едноставно користат нови и неконвенционални методи. Така, имате психолошка војна во која се користи психолошко насилство. Например, ако вие секој утро се будите и некој постојано ви кажува дека сте вие глупави или недоведни или недоволно квалитетни, и тоа е насилство. Емоционално, ако ве повредува, навредува, ако користи иронија, да речеме, еве, кај булингот го имате тоа, кај мобингот, каде што лицето кое е економски или хиерархиски по функционалност е на повисоко ниво, нели е таа моќта, ја наметнува својата моќ. Дури чудно е да се објасни психолошки, но понекогаш таа моќ просто зрачи од изворот, како да кажам. Еве, Ниче зборуваше за таа волја за моќ, дека човекот всушност има најголем мотив да биде моќен, да биде силен, а со тоа си обезбедува и подобра полпозиција во наметнувањето на некое насилно однесување, без разлика од кој тип. Насилно однесување, знаете како може да биде, ако вам некој ви спречи нешто што ви следува, така? Например, вашата плата или вашите погодности. Тука не. Да. Па добре е малку да и тоа да го поттикнеме. Тука не. Да го поттикнеме како постојат различни облици и различни начини, но насилство како заклучок всушност е тоа импонирање на одредена позиција на сила, нели? Која што не ги почитува туѓите граници, него пенетрира преку нив, бидејќи моќта на силата е поголема од моќта на отпорот, да речеме. Добро, кои се тие луѓе, која е таа структура, кој е тоа психолошко размислување, за кој што велите може да се разбудиме наутро и некој постојано да
ви кажува дека некои особини кои што не се ваши, не е својствено за вас, и тоа е насилство. Епа, кое однесување го дефинира насилникот и може ли тоа да се препознае во секојдневното живење? Одлично прашање поставивте. Бидејќи понекогаш работите се маскирани и не може да се видат на прва. Јас тоа го нарекувам феноменот на жртвата која постана насилник. Бидејќи тие се така комплементарно врзани едно со друго, што понекогаш, знаете, да го употребиме сега малку индиректно тој стокхолмски синдром, кога нели и жртвата постанува ќе се поврзе и придобива некои елементи. Понекогаш насилството или насилникот, да речеме, е човек кој флагрантно и манифестно се препознава во зависност од тоа каква форма на насилство, колкав интензитетот, колкав е квантитетот, колку е видливо. Меѓутоа, многу често насилството е, ајде да речеме, тивко. И може да биде долготрајно. И особено е опасно ако насилството од било кој вид е перманентно, континуирано и во различни облици. Тогаш тоа многу тешко се дешифрира, да речем, или се толкува во околината, но по некое време ние ги чувствуваме последиците од таквото насилство. Примерот што го дадовте со емоционалното насилство, еден вид на такво насилство кое е доста, да кажеме, безобразно, нели? Напрва многу невидливо, еве ако ја земеме иронијата или сарказмот. Јас можам наутро наместо добро утро да ви кажам, добро утро, колега, нели? Да. Као да биде тоа подсмешливо, имаш нова кошула, например. И таквите зајадливи коментари, например, кои ги нарекуваме во психологијата вербално насилство, тука спаѓаат и пцовките, навредливите зборови, нели, и разни други поими кои не се адекватни. Вие рековте кои опишуваат особини кои не се наши. Дури и ние да сме такви, никој нема право нам тоа јавно да ни го соопштува, ниту да не, нели, со тоа да не боде, да речем, во ахиловата петица. Сега, ова што го велите, што значи тоа дека секоја една генерација и ние и секоја генерација по нас треба да се подготвува за ова општество, да знае да се одбрани. Народски кажано, уште од мали децата знаат да кажат и повозрастните и бабите, устај го нека се челичи. Тоа е ли е тоа челичење? Знаете како од етичка гледна точка јас воопшто не се радувам што е тоа така, но за жал така е. Но реално? Па да, знаете како сега, ајде малку да употребиме некоја јас психологија во некое време во кое јас се родив, например, сепак бевме воспитувани на алтруизам, на солидарност. И денеска родителите го прават, меѓутоа современиот родител размислува, па чекај, ако јас моето дете го воспитувам да биде нерезилиентно, да не биде отпорно, да биде отворено, искрено, наивно, тоа ќе биде повредено, што во многу нешта за жал е вистина. Така да во право сте... Од друга страна, кој е вистинскиот начин? Тажно е да се каже дека ние мораме да се спремаме да би живееле во постмодерното доба. Би требаше ние денеска да бидеме во една позиција во која ќе бевме порелаксирани околу меѓучовечките односи, насилството. Меѓутоа, чудно е ова време, знаете, живееме во време на толку кампањи за ненасилство, на толку кампањи за здрава храна, на толку кампањи за ментално здраве, а ние сме се повеќе болни, да ги забележуваме. Така, се помалку здрави и се повеќе насилство има. Тоа е парадоксот на современиот човек. Од една страна, културолошки, требаше ние да бидеме понапред. Меѓутоа, научно-технолошкиот напредок не е по мене адекватно следен од социокултурниот и продуховениот момент на човечкиот развој, дека ние треба да се почитуваме. Тоа стана некако како излитена фраза, за жал. Пред да поминеме на следното прашање, имаме едно подпрашање, инспирирано од вашите одговори. Споменавте физика, споменавте сили, веднаш ми доаѓа на памет третиот Њутнов закон, дека F минус F силата употребена за притисок кон некое тело дава адекватна сила со негативен предзнак. Да. Дали, ова е подпрашањето, дали од нас зависи успехот на оној што се обидува да биде насилник? Дали од оној што е цел на насилството? Така, колкав простор ќе има? Така, одлично. Некој рекол, доброто прашање е половина одговор. Вие тоа го направивте, еве да го дообјасниме феноменот со односот на силите во психологијата на моќта. Значи, ова што Махатма Ганди
го правеше, всушност покажува дека ненасилството не е пасивност, туку напротив. Тоа е различна форма на проактивно дејствување, можеме во психологија слободно да кажеме пасивно-агресивно однесување, што значи дека тој пасивен отпор, да речеме тука спаѓа индиферентноста, молчаливоста, непокорливоста, ние како народ многу добро го знаеме тоа, нели, свитка на глава, сабја не ја сече и така натаму, да не ги редам, македонски поговорки. Што значи тоа? Ако силата на нападнатата појава или лице е исто така на друг начин високо квалитетна и во квантитет изразена, тогаш силата на тој напор кој што сака да ја скрши таа сила на отпорот, ќе биде во борба. Така да ако погледнеме дека Махатма Ганди со своите милион сонародници просто седеле на плоштадот, нели, во Нью Делхи, со денови, со месеци, гладувале, еве да речеме, гладувањето. Прекрасен пример на пасивно активен отпор, условно кажано. Значи, ние не правиме нешто видливо, манифестно, активно, меѓутоа долготрајноста на тоа дејство прави да тој отпор е всушност многу активен отпор. Исто да објаснам, понекогаш во животот ние имаме пасивно и активно чекање. Пасивно чекање е, например, што правиш, еве чекам работа да најдам. Активно чекање е да ја бараш таа работа, нели, да го чекаш правиот момент. Или ако знаеш дека во петок ти следи емисија, ти се припремаш, нели, тоа пасивно, проактивно пасивно време, условно кажано, во кое ние мируваме, но на натрешно ниво во инкубацијата се случуваат низа психички процеси. И следи емисија во петок и ние сме подготвени. Да, сега прашањето да го поставам, тоа беше беше под прашањето. телепатски беше. Да, па нели нормално. Но, случува да Да, за каква структура на луѓе и во како општествено обкружување и функционирање, нели, е карактеристично насилството, а за какви ненасилството. Да. Постои ли некоја генерална формула од што зависи? Тоа би требало малку од социопсихолошки аспект, па и социолозите можат на тоа да одговорат од друга перспектива. Меѓутоа, по моје убедување, и тука постои парадокс. Ако погледнеме стапките на насилство, тие не соодветствуваат секогаш со социоекономската состојба во едно општество. Например, се случува дека во Соединените Американски држави или Велика Британија или Франција, кои се високо развиени социоекономски обкружувања, нели, каде што БДП е високо, каде што има индустрија, каде што има вработено со 90%, има големо ниво на насилство. Меѓутоа, понекогаш има и истражување, барем од она малку што мене ми е познато во тој социопсихолошки елементи, дека и сиромаштијата може да поттикне насилство, која исто така чудно се објаснува, бидејќи знаете како рекол, еве пак поговорка, сиромав човек, жив ѓавол, рекол народот. Што сакам да кажам, кога човек гладен или фрустриран, тој направи се. Да, во гешталт психологијата тоа го викаме агресивност поврзана со една глад, буквално. Па ние кога сме гладни можеме да одгриземе, нели, ние и гриземе кога јадеме. Самата прехранување е агресивност. Насилство врз храната. Животното за да се нахрани мора да го откине тоа парче месо, така? Меѓутоа, тоа е сублимирана форма на насилство, како во спортот. Неопходно во едни социокултурни рамки кои не повредуваат никого макар на директен начин. И препорака една, насилството да се инфилтрира во разни активности. Например, психолошки насилството носи огромно количество на енергија. Ако сте вие гневни, така, ви имате огромно количество на енергија. Вртете точак и произведувате струја. Вртете точак, произведувате струја. Пешачете. Добро, може да го закружиме разговорот. Тука еве почнавте веќе да финиширате за како да постигнеме, го поставивме прашањето и на најава да постигнеме култура на мир и ненасилство. Секој индивидуално да биде свесен, што сакате, мислам, ваше си е. Секој индивидуално да биде свесен за таа максима, која не треба да биде само флоскула, да се изразам вака малку демагошки, односно, секој да внимава и да свесно да размислува дали врши насилство. Не постои човек кој не извршил некоја форма на насилство. Ние, одејќи по улица, ќе згазиме некоја мравка или некој животинче и така, ќе повредиме некој цвеќе, или ќе го скршиме. Меѓутоа, битно е да немаме намера, особено не зла намера. Агресивноста
има своја функција низ еволуцијската историја на човечкиот развој, психофизички. Таа морала да постои за човекот да произведува во физиката, да твори, таа сила да ја користи. Меѓутоа, се што излегува надвор од тоа и по мене оштетува некое друго битие или зафаќа некоја друга појава, не е оправдано. Лично како човек сум исклучително против насилство и секогаш кога ќе го видам тоа, особено кај што силата на напорот е многу посилна од силата на отпорот, например, повредување деца и невини битија, животни, послаби луѓе од себе, стари луѓе, луѓе кои се во хиерархијата општествена многу пониско од нас. Тоа е навистина нешто од кое може и да ви се згади и да ви биде непријатно, затоа што навистина е жално, нели, во време на компјутеризација и наводно на човеково освестување, ние да не достапност на идеалното. Кога идеалното ни е достапно, широко достапно, ние да се однесуваме. Така, тоа е една цела друга тема, ќе направите емисија за силата на селективноста. У денешно време кога имаме милиони информации, ние многу потешко наоѓаме правата. Еве покана за некое време да бидете повторно тука. Ја поставивме темата, да. Добро, професор доктор Мирослав Пендаровски, гостин во Македонија на утро тема беше ненасилството на денот, меѓународниот ден на ненасилство, 2 октомври, роденденот на Махатма Ганди, водачот на индиското движење, кое што е широко познато и прифатено из целиот свет. Ви благодарам. Благодарам јас вам.